денес ни е потребно единство. Денес ни е потребно единство за да можеме да испорачаме резултати. Денес ни е потребно единство за да може да донесеме развој. Денес ни е потребно единство на сите граѓани за да може да донесеме подобро образование, подобра инфраструктура, да донесеме надеж која што изгубена кај граѓаните. Заеднички со вас можеме да го направиме тоа. И оние кои што гласале за другите политички партии, оние кои што не верувале, но и сите оние кои што останаа дома, повикајте ги, денес на Македонија сте потребни сите. Денес за да формираме влада која што треба да испорачува на македонските граѓани, потребни сте сите. Затоа од денес па до 8 убедете што поголем број на луѓе да донесеме огромна победа. Победа за ВМРО-ДПМН, победа за Македонија. Секој човек може да забележи што се случува во групата што оди заедно. Фрлете поглед на оваа група напред. Фрлете поглед на дебатите. Фрлете поглед на нас кога доаѓаме и си заменуваме. Ние сме заедно. Ние сме насмејани. Ние знаеме дека нашите чекори се вистинските, демократските, на промените и на реформите. А тие, како и секогаш кога некој си оди, почнуваат меѓу себе да се расправаат, стимулираат делби. Не дозволувајте да внесат нови поделби меѓу вас без оглед на етничката, верската, социјалната, идеолошката или било каква определба. Не е време за делби. Време е за единство. Идниот председател, Гордана Силјановска-Давкова, победи во сооднос поголем од 2:1, со историска разлика од 183.000 гласа во однос на нејзиниот против кандидат Стево Пендаровски. Тоа е историски резултат и резултат кој што нас не обврзува, бидејќи народот има големи очекувања, со право, и очекува дека идната влада на коалицијата Твоја Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, треба да испорача брзи резултати. Можам од моје име и од името на коалицијата да ви ветам дека брзи резултати ќе има. Имаме програма наречена Платформа 1198. Во таа платформа, во тој документ се содржани практично решенија за потребите на граѓаните во Македонија, бидејќи тие го најдоа своето место во таа изборна програма како резултат на неколкумесечна, неколкогодишна комуникација која што ВМРО-ДПМН и коалицијата ја имаше со граѓаните преку организирање на трибини, посети лице во лице, разговори и така натаму. Но вистинското прашање е дали некој овде во Демирхисар видел програма на нашите политички противници. И дали некој знае како се вика таа програма на нашите политички противници. Ние ја поминавме Македонија, е веќе 25 ден од оваа кампања и предпоставувам дека нема граѓани, нема човек во Македонија кој што не знае дека ние молиме за поддршка за да Македонија биде повторно горда и Македонија да биде повторно твоја. Дали некој знае која е пораката на нашите политички противници, освен ако се земе дека сите тие се тепаат да ги искористат двете според нив магични букви Е, У. Само тоа. Јас на вистина немам друго ништо слушнато. Како ќе ги решат вашите проблеми, како ќе ги решат проблемите со земјоделието кое што го уништија, како ќе ги решат проблемите со здравството, каде што живи луѓе гореа во Тетово во модуларната, како ќе ги решат проблемите со системот кој што не функционира, па ни се случи Беса Транс во Софија, па ни се случи несреката во Ласкарци, каде што десетици ги губеа своите животи, како планираат за овие прекрасни дечиња да имаат учебници на 1 септември, а не при крајот на учебната година или воопшто да ги немаат, како ќе ги решат проблемите на пензионерите кои што едва и месецот го врзуваат крај со крај. Јас таква програма
немам видено, ниту пак ќе видам, а еве изборите за 8 дена завршуваат. Но тука не зборувам само за СДСМ и за ДУИ. Тука зборувам и за останатите политички партии и коалиции, кои што го бараат вашиот глас, представувајќи се дека се антивладени политички партии и коалиции. Дали вие сте виделе програма нивна и што е напишано во таа програма како решение на проблемите на граѓаните? Една работа е сигурна после 8 мај, а тоа е дека коалицијата Твоја Македонија, ВМРО, ДПМН ќе имаат 61 пратеник и Гордана Силјановска Давкова идниот председател. Се останато е лага. На овој крстопат што си и сакаш светот